Председателе, моето процедурално обраќање е по повод кавгата која што се случи помеѓу вас и заменик координаторот на ДПМН во врска со член 196. Имено член 196 има различни интерпретации очигледно и бидејќи и вие и колешката не сте правници, јас како правник се обидам да ви помогнам. Имено вие цело време алудирате на општите рокови, кои што во случајот ние правниците уште од бруцош ги учиме студентите дека лекс специјалис дерогат леги генерали, или кога има посебни одредби ги применувате посебните, не ги применувате општите. Таков е случајот со промена на устав. Постапка за измена на устав е регулирана во посебна глава, тоа значи со специјални одредби кои што ги дерогираат овие општи одредби на кои што вие се повикувате со цел да манипулирате. Имено членот 196 вели дека по предлогот за пристапување на устав, седницата на собранието се води претрес во целина кој може да трае најмногу 10 работни денови. И овој рок е преклузивен рок. Овој рок не зависи од вашата волја, од мојата волја, од волјата на предлагачот. Овој не е ориентационен рок. Преклудере на латински значи да заклучите, тоа значи се заклучува расправата. И ајде цело време го забораваме. Ставот 2 исто така дерогира, тоест преклудира 10 работни дена, и ставот 3. Ставот 3 вели одлука за пристапување се носи. Логичен след, кога ќе заврши расправа, се носи одлука. И сега вие тука наоѓате квака и се повикувате на општите одредби кои во случајот не важат. А зошто не важат? Еве ќе ви го споменам членот 217, кој свесно го премолчуваме сите овие денови. Видете го членот 217 и да воспоставиме една хипотетичка ситуација. Членот вика, исто така посебна одредба. Собранието гласа за недоверба на влада по истек на третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба. Што ќе се случи ако вие и во оваа ситуација ги примените општите одредби? И ние примениме, бараме доверба на влада и вие викате, добро, таман стигне ред за гласање, викате, не, јас сега ќе ја прекинам седницата и доверба на влада на куково лето. Така, ако вие постојано се повикувате на тие општи одредби, вие можете да не возите на нив до 101 и назад. Затоа има посебни одредби. Во случајов рокот е преклузивен. Тој е деловнички рок и тој не зависи од вашата или од нашата волја. Тоа е рок кој е утврден во општ акт и како таков морате да го почитувате. Ви благодарам.